Инфлацијата повторно чука на врата. Се повеќе пари се потребни за преживување. Трошоците за живот од март минатата година до март годинава се зголемиле за 4%, објави официјална статистика. Најмногу поскапеле алкохолот и цигарите, рестораните и хотелите и трошоците за здравствена заштита. Храната поскапела за 4%, а некој процент повеќе облеката и обувките. Инфлацијата во март во однос на претходниот месец бележи раст од речиси 1%. Месечното зголемување се должи на зголемените трошоци за транспорт, храна и безалкохолни пијалаци, рестораните и хотелите. Додека власта со мрзни-замрзни мерки 2 години се труди да ја заузда инфлацијата, граѓаните постојано се соочуваат со ценовни шокови. Со платите во Македонија добро ли се живее, може ли да се постигне? На граница. Јас сум пензионер, па испод 30 не. 30.000 велиме за храна или... За храна, за луксус нема. Луксус нема, само за храна. Па не знам ова што кажуваат во овие на ова негде околу 69-70 илјади. Али за тоа е мало. Што најдеш методологијата не се живее. На малите ништо, на големите може. Стига ли пензијата? Па благодарение што сме двојца, ние од тука. Пресметките од синдикатот пак за месец март се фрапирачки. За едно 4-члено семејство да преживее потребни се скоро 59.000 денари, и тоа ако станува збор за семејство кое живее во сопствен стан. Најголемо поскапување има кај храната, и тоа од февруари годинава за 1500 денари, што според синдикатот е резултат на одмрзнатите цени.